Бог се јави, навистина се јави. Овој празничен поздрав се слушаше утрово во црквата Света Богородица во Тетовско Горно Мало. Таа е веројатно единствената во која чинот на светување на водите и фрлањето на крстот не се врши утре на водици, туку денеска на водокрст. Се одржа света божествена литургија, со која чинот начелствуваше викарниот епископ Лешочки, господин Јосиф. Денес Светата црква ни го зборува за претечата Христов, за таинствениот Јован Крстител, кој што се јавува во почетокот кај сите 4 евангелисти и повикува покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Свети Јован е пример за пустиножител, аскет, човек од светот, едноставен човек, што го знае човекот, што ја знае немирната совест на човештвото, извалкана од гревот. Тој проповедник возљубени во Господа го повикува народот не да го следи него, туку да се подготвува за оној што доаѓа по него, зашто тој е поголем од Јована. Крстовите се фрлат, на овој ден би требало да се фрлат, ама во чест на, како ше рековме, проповедта на Свети Јован Крстител, во чест на покајното крштевање кој што го имале, кој што го дал Господ за народот да поверува дека навистина дошол на земјата Спасител на светот Господ Исус Христос. А додека крштевањето на Господ ќе биде утре. Всушност, идниот ден доаѓа Господ да се крсти во реките Јордан и да ги освети. Ете, тоа е за суштината на денешниот празник. Од трите момчиња кои денеска беа најхрабри да скокаат по крстот во светената вода, најсреќен беше Дарко Јовановски. 5 пат беше. 2 пута сум го фатил крст. Ова е втор пат како го фаќам. Мислим оваа година најсреќна дека ќе ми биде. Централната прослава на водици во Тетово ќе се одржи утре во соборниот храм Свети Кирил и Методи.